Стадион. Емисија за вашата вистина. Најнапред благодарам за поканата да се вклучам. Апсолутно регулаторната комисија за енергетика прави анализи како може да се излезе во пресек одреден дел од македонските општини. Односно македонските општини. Во овој момент најголем дел од општините, јавните комунални предпријатија, своите потреби на електрична енергија ги обезбедуваат на слободниот пазар на електрична енергија, бидејќи ги исполнуваат тие критериуми за учество на пазарот на електрична енергија и поради тоа тие општини и јавни комунални предпријатија ја обезбедуваат електричната енергија на слободниот пазар, но за жал имаме детектирано голем број на случаеви каде што општините од разноразни причини во изминатиот период или некои од снабдувачите им раскинале договори или пак заради немарност останати се кај снабдувачот во крајен случај и плаќаат по цена која што е 50% повисока од цената на Хупекс и поради тоа имаат и сериозно зголемени трошоци, при тоа не бегајќи од фактот дека и на слободниот пазар на електрична енергија цената е далеку повисока. Значи, отприлика ги читав јас барањата на општините и јавните комунални предпријатија, за да можат општините да одат на регулираниот пазар на електрична енергија, треба апсолутно да се промени законот за енергетика, бидејќи условот е наведен во законот за енергетика, кој што и како ги исполнува критериумите за учество на пазарот на електрична енергија. Во однос на останатите потрошувачи, кои што се на бидејќи има и општини кои што се на регулираниот пазар на електрична енергија, кои што се помали општини или пак јавни комунални предпријатија кои што имаат помали приходи под 50 вработени, таму каде што регулира регулаторната комисија за енергетика, имаме стабилна ситуација, бидејќи тоа што можеше да го направиме како регулаторна комисија за енергетика, го направивме. Исто така, за кое што треба и да се разгледува, особено проблемот го гледам кај јавните комунални предпријатија. Јавните комунални предпријатија пред се апсолутно треба да се ја зголемат својата ефикасност на работа, бидејќи при анализи на овие јавни комунални предпријатија кои што ги гледаме при определувањето на кој дел ќе мора да се работи, да се најдат начини да се зголеми ефикасноста на предпријатијата. Сега неќам да споменувам општина, ами имаме пример каде што во едно јавно комунално предпријатие имаме 550 вработени за територија на цела општина, а еден корисничко енергетски центар на електродистрибуција на Евана на поголема територија работи со 50 луѓе. Така да мора да се води сметка и за бројот на вработените. Инаку во однос на цените на водните услуги треба да знаат и јавноста особено дека регулаторната комисија за енергетика не определува крајната цена за водните услуги, туку тоа го прават општините. Регулаторната комисија за енергетика определува минимална и максимална цена за секоја дејност. Дали е тоа за водоснабдување, дали е тоа за системот за мрежарината или дали е тоа трошокот за одведување. И понатака, помеѓу оваа минимална и максимална цена, самите општини, советите на општините си определуваат цената, така да доколку не се задоволни општините, односно јавните комунални предпријатија од постоечката цена која што ја си ја одобриле нивните совети, може да влезат во постапка и да си ги променат цените во рамките на опсегот кој што го определила регулаторната комисија за енергетика. Дали тој опсег ќе порасте сега, имајќи во предвид трошоците зголемени на јавните предпријатија и анализите што ќе го покажат тоа, вашите анализи? Во однос на нашите анализи, во однос на водните услуги, покажува дека предпријатијата се апсолутно неефикасни и се превработени. И работат со екстремно високи трошоци и, за жал, најголем дел од трошоците одат на плати.
Да ја прашам колку е вкупниот долг за електрична енергија на општините во моментот што го имате на располагање и пазар, таму каде што имаме увид, вкупниот долг на општините, вклучувајќи јавни комунални претпријатија, е околу 13,5 милиони евра, а додека на државните институции е околу 9 милиони евра. Тоа е долг кој што го имаат кон универзалниот снабдувач, односно снабдувачот во крајен случај, тоа е Евана Холм, значи станува збор за околу 22 милиони евра, што ја нарушува ликвидноста на универзалниот снабдувач на Евана Холм, а со тоа се нарушува и ликвидноста на Елем, бидејќи Евана Холм 100% од потребите ги обезбедува од страна на ЕСАМО по цена од 41 евро за мегават час. Значи, кои се трендовите? Има ли нешто така позитивно да кажеме, дека за месец-два се стоплува времето, можеби ќе се смири ова скоро сега со кризата во Украина. Има ли шанси да паднат цените, барем преку летото? Значи, во овој момент податоците за електрична енергија за вториот квартал на берзата, тоа е фјучер, за вториот квартал за 2022 година, за жал нема добри вести, цената е некаде околу 168 евра за мегават час. На тоа треба да се додаде трошок за да се донесе во Македонија, исто така треба да се додадат и други трошоци, значи за вториот квартал е како нешто најбрзо што ќе дојде. Цената е пониска од тоа што беше кога имавме периоди 350-400 евра за мегават час, па дури 500 евра за мегават час. За вториот квартал е околу 168 евра за мегават час. Тоа е најточен податок од тргувањата кои што на берзата во Унгарија се направија во текот на вчерашниот ден. Инаку знам дека има проблеми со одредени снабдувачи кои што не се додржаа до своите договори. И за жал ја како регулаторна комисија за енергетика изготвивме нови критериуми кои што се прилично заострени и сега ги разгледуваме заедно со снабдувачите, но треба да се каже дека кај снабдувачите тој трошок кога ние би им побарале зголемени банкарски гарантии, апсолутно дека ќе биде префрлен кај потрошувачите, па така да сега анализираме дали е вистинско време да ги воведеме овие промени, бидејќи тоа дополнително би ја оптовариле цената на електричната енергија. Ова беше прашањето, зошто толку лесно се издаваат лиценци на компании кои што 5000 евра имаат основачки влог. Не ве слушам, може појасно? Велам, ова е фактички одговор на прашањето зошто толку лесно се издавале лиценци на фирми, на компании кои што нема никаква гаранција, само основачки влог од 5-6 сега евра. да расчистиме таа работа, значи сите овие лиценци што се издадени за снабдување и што се активни снабдувачи на слободниот пазар на електрична енергија, јас немам потпишано ниту една лиценца. Од овие што се активни на слободниот пазар на електрична енергија и минатата година и оваа година, но факт е дека големиот број на снабдувачи на слободниот пазар на електрична енергија доведе до сериозна конкуренција и тука си градоначалниците и треба да потврдат дека во изминатите 3 години имаше сериозно намалување на трошоците и кај општините, пред се во делот на јавното осветлување, кога зборам за намалување, зборам за 30% намалување. Исто така имаше и сериозно намалување на трошоците за електрична енергија кај јавните комунални претпријатија. Ова сега е криза која што е увезена криза во Македонија и која што исти овакви услови има и во земјите во регионот, има и во цела Европа. За жал, можеби доколку имавме подобро домашно производство на електрична енергија, во тој случај ударот врз потрошувачите на слободниот пазар и општините кои што се на слободниот пазар немаше да биде толку голем, туку ќе беше нешто помал. Така да во таа насока ги правиме и анализите за да би можеле да помогнеме пред се на македонското стопанство, но исто така и на општините да можеме тоа да го направиме. Однос на барањето да бидат на регулираниот пазар на електрична енергија,
За тоа треба да се промени законот за енергетика, бидејќи критериумите и условите се утврдени во самиот закон за енергетика. И дополнително, тој закон за енергетика, тој критериум, како што е во сите земји членки на Европската Унија, како што и во сите соседни земји, вклучувајќи ги земји кои што не се членки на Европската Унија, Србија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, еви Молдавија, кај што членуваме во енергетската заедница, истиот критериум е. Значи, тој критериум нема поинаков критериум во ниту една земја. Тој е критериумот. 50 вработени и 2 милиони евра приход. Инаку, сега треба да расчистиме работа. Мене ми е драго што општините, градоначалниците кажуваат да имаме енергетска криза. Но јас се соочувам ситуација како регулаторна комисија за енергетика. До 10 часот нема енергетска криза, се катастрофа, регулаторна комисија за енергетика зголемила цени заради тоа што така и текнало, а тоа што го направивме на регулираниот пазар не го направи ниедна земја во соседството, а потоа зборуваме дека имаме енергетска криза. Значи, ако е криза, да се договориме околу тоа дека има криза и дека сите треба да бидеме солидарни и да си помагаме. Јас дадов една идеја без никаква претензија кога зголемувавме цената на парното грејење, да го едноставно да се покаже солидарност, дека секој во услови на криза излегува од својата комфортна зона. Не може да суваме како да се е исто, а трошоците за електрична енергија и за природен газ на целото македонско стопанство се зголемени. Да, зголемени се и општините. Тоа што можевме да го заштитиме, го заштитивме. Дополнително правиме анализи за да помогнеме и понатака. Регулаторната комисија за енергетика, својата одлука за цената на електричната енергија на Евана Хоум ослободи 237 милиони киловат часови од повластените производители и идат на слободниот пазар по цена од некаде од 105 евра за мегават час, која што е, да речеме, 2,5 пати по-ниска од пазарната која што беше во јануари и февруари, или на годишно ниво тоа се некаде околу 35-6 милиони евра, која што е директна помош на потрошувачите на слободниот пазар на електрична енергија. При тоа снабдувачите оваа електрична енергија од повластените производители мора да ја продаваат по цената која што е просечна цена на повластени производители, утврдена од страна на операторот на пазарот на електрична енергија. Во таква насока ги разгледуваме и сите други, ги правиме на таа основа, правиме и други анализи со цел да се излезе во рамките на возможното во пресред на општините и особено на македонското стопанство, бидејќи македонските компании да бидеме на чисто дека и тие се соочуваат со проблем. Но треба да кажеме сите, да си кажем дека има криза. Благодарам. Марко Бициловски, председател на регулаторна комисија за енергетика. Стадион. Емисија за вашата вистина.